Насилството се појавува во повеќе форми, пред се најчесто и најбенигна на некој начин да кажаме врсничкото насилство кое што е во вербална форма. Учениците се закачаат и дофрлуваат. Во последно време започнуваат посериозни начини на вербално насилство. Мислам дека тоа е малку негативно влијание на видеоигрите, каде што учат еден вокабулар кој што е несвојствен за деца од таа возраст. Покрај вербалното насилство се појавува и физичко насилство. Го имаме во училиштата, за среќа не толку многу често. И благодарејќи на овие кампањи и работилници кои ги реализираме, децата некако се освестија дека физичкото насилство може да донесе до повреда, може да донесе до несакани последици, успеваат до некаде да го контролираат, но за жал социјалното насилство се уште постои, каде што имаме деца кои што се маргинализирани, кои што се отфрлени од другарите и кои што се тргнати на страна и на вистина неубаво се чувствуваат. Во последниве години Тоа е тоа отфрлање. Да, отфрлање, исклучување, каде што другарите се тргаат на страна, прават еден свој круг пријателства, а одредено дете го остават на страна да не комуницираат, па дури и насочено да го исмејуваат можеби повеќе другари.